Преходно проговоривме за економската состојба во која државата ќе се најде во периодот што следува. Меѓутоа, не се само општите заложби за мобилизирање на силите околу менаџирањето со кризата она што е потребно. Секако потребни се и практични, прагматични мерки кои на нашата економија ќе дадат можност да го преживее периодот што следува. Две од тие мерки се однесуваат првенствено на активното употреба на механизмот за јавни набавки, во која државата како најголем чинител и најголем учесник во делот на стварањето на побарувачката во државата може директно да влие за можностите и позиционирањето на нашите компании и механизмот на царинските тарифи со кои државата ќе му возложи на нашите компании да добијат конкурентен извор за производство и со тоа да добијат производ кој ќе биде конкурентен регионално. Да не заборавиме, Македонија веќе подолго време се наоѓа во зоната на слободна трговија со земјите во регионот и го ужива бенефитот на отворената економија, меѓутоа мора да се суочи и со конкуренцијата која во другите држави не милосрдна, а изворите за репроматеријали кај нив се со далеку помали оптеретени со далеку помални царински тарифи. Она што е важно да се каже е дека државата мора да најде ефикасни механизми и покрај општите заложби за слобода на пазарот и заложбите на Светската трговска организација дека економијата треба да биде комплетно отворена. Мислам дека во услови на криза на државата е потребно таа да се фокусира и да најде начин како на нашите компании да им помогне во периодот што следува. Во е кратко.